Благодарам. Колега Фадил Зендели, главното прашање е дали ќе се подобрат состојбите во државата со оваа реконструкција на владата, дали ќе се подобрат состојбите во здравството, дали ќе се отхакира системот на фондот за здравство, дали ќе се исплатат здравствените работници кои што немаат земено плата за јануари, бидејќи знаеме какво ни е здравството. Клекнато на колена и секојдневно имаме ургенции затоа што луѓе ни умираат во походниците во болниците и одејќи од болница во болница, бидејќи немаме функционален здравствен систем. Замислете, основното човеково право, здравието, загарантирано е доведено во под знак прашалник во оваа држава. А како може да постои држава без народ? Замислете. Во здравството нема исплата на породилнои рефундации, нема преземени мерки по препораките и забелешките на Државниот завод за ревизија, ама затоа директорот на Фондот за здравство, додека му е хакиран системот и нефункционален, тој е надвор од државата. Нема вработување на медицински кадар за најранливите категории, за ретките болести, за онколошките пациенти нема терапија во државата, осудени се грдни суми пари да фрлаат по странските држави, термини за прегледи се чекаат со месеци. И замислете, ниту една од овие причини не беше наведена во експозето на премиерот за разрешување на министрите. Да ги наведеше ќе разберев. Ама збор да не се каже, а да ги разреши е показател дека само ги изфрли брутално од владата. Легитимно е прашањето колега Фадил Зендели, дали Таравари кога го бараше Министерството за правда, дали разговараа за ветингот во судството, за оној ветинг што го ветуваа ДУИ, а кој што никогаш не го спроведоа. Дали разговараа за како ќе се подобрат состојбите во јавното обвинителство, во судскиот совет, дали ќе се направат неажурните судови, кои што 50% од судовите во Македонија се неажурни, дали ќе се направат ажурни, дали разговараа за ова? Дали разговараа дали ќе нема во иднина политички монтирани случаеви? Сите овие се легитимни прашања. Легитимно прашање уште колку од фамилиите на власта ќе влезат во бизнисот со струјата и тоа буквално децата нивни на 18 години, додека нашите деца врзуваат од крај со крај од вај и размислуваат да напуштат државата. Токму денеска беше објавено дека сопругата на премиерот ќе вложи 1.400.000 евра во бизнисот со струја. Баш се прашувам дали се тие средства од плата заработени. Ви благодарам.